Бидејќи секогаш имаме навика, односно преферираме во отвореното студио 1 да разговараме и да промовираме млади таленти од Македонија, така ќе биде и овој пат. По тој повод наш гостин е младиот гитарист и музичар Стефан Петановски. Стефан, добар ден и добре дојде. Добар ден. Пред се фала ви на поканата што ме поканивте да бидам ваш гостин. И фала ви што вака давате константно прилики на артисти да се искажуваат и кај што има место, бидејќи многу е битно да има платформи каде што може да се искажем и да презентираме тоа. Ќе се согласиме со тебе во овој дел. И ајде, како што споменав на почетокот, поводот за примарно за твоето гостување е што пред известно време го издаде твојот прв соло албум, што еве јас ќе го покажам. Architect of Reality, се вика, архитект на реалноста. Фактички и со ова, со издавањето на овој твој соло албум, стана еден од најмладите музичари, може да се каже, на нашата домашната сцена со издаден соло албум, што не е така нели едноставна работа. Дефинитивно. Ете, тоа ќе оставам на вас да кажете дали сум најмлад музичар што издава ваква работа, но дефинитивно, значи некој можам да кажам дека некој 2 години ова е работа. Подготвувано, да. Со тоа што примарните идеи што ги имав, значи нај на почеток, кои што се наоѓаат на некој од песниве, тие се одамна, навистина одамна, и едноставно така ми седа на страна, како идеи, не како целосни песни, што би сакал во иднина да ги издадам. И од таму започна уствари целиот овој проект. И летото 2018 година, јуни месец, официјално званично почнав да ги снимам, односно да создадам од сите тие идеи што ги имав конкретни песни, кои што на број се вкупно 12 и ете сите ги има од прва до последна на овој албум. Да, тука само да напоменеме дека секако ќе ги отвориме и телефонските линии за сите оние што не следат. Стефан донесе неколку албуми и примероци од секако неговото издание, па ете доколку некој од вас сака може да се јави, ќе му подариме секако еден ваков албум. Ако не се јавите, ќе си останат за нас во студиото. Така, ќе си ги слушаме ние. Ќе си ги слушаме ние. Не, Стефан, што се крие за тоа име Architect of Reality или архитект на реалноста? Тоа е исто чисто твоја идеја или? Тоа е чисто моја идеја, земено од еден филозофски правец. Значи работата е усвари дека секој од нас може да се искреира својата реалност, односно на некој начин да биде архитект на својата реалност. Со тоа може да се каже дека секој од нас може да одлучи што е најдобро за него. На некој начин да си го избере својот животен пат. А исто така Architect of Reality се надоврза многу добро и го опишува стилот кој што се наоѓа во овој албум. Така што за секој слушател, ве уверувам, за секој слушател поединечно ќе му се допадне различен дел и конкретно парче музика нема да биде исто перцепирано од сите слушатели, така што бидејќи стварно станува збор за многу различен стил, односно многу широк стил. Станува збор за прогресив рок метал. Сега, да речеме, ова е малку поспецифичен жанр, за кој што може би не секој слушател би реагирал позитивно, или тоа му се допаднало, да кажеме, меѓутоа гледам дека тоа не те преоптеретува и си сигурен дека сепак и оној кој што воопшто нема никаква врска ниту преферира таква музика би му се допаднале некои делови како што велиш од твоите песни и албумот. Така, дефинитивно, бидејќи и сведок сум на тоа, веќе има доста голем број на луѓе кои што искоментирале позитивно. Да, какви се реакциите? Дефинитивно многу позитивни и охрабрувачки, бидејќи на почеток малку не бев скептик, никогаш не сум бил скептик, но едноставно имав дилеми дали ќе биде добро прифатено, дали ќе биде сериозно пред се прифатено, бидејќи на 19-20 години, како што напоменавте, не се е сватено најсериозно, но дефинитивно има огромна поддршка и од музичари, и тоа што рековте, дефинитивно ми се допаѓа што и слушатели на музика кои што не се поврзани на никаков начин со музиката ја поштуваат, има делови кои што дефинитивно им се допадна. Ова е инструментален албум, кој се има улога во подготовката, барем на сите инструменталки? Таму има различни инструменти. Дефинитивно има голем број на инструменти употребени. Значи,
пред се сакав да биде ова презентација за тоа кој сум јас како артист, односно да се искажам во буквална смисла, бидејќи правам соло проект, Стефан Петановски стои името и сакав да биде баш моја презентација, не да биде колаборација од повеќе луѓе, односно мои се идеите. И со тоа кажано, јас ги отсвирив електричните гитари, бас гитарата, јас го програмирав собствено бубањот, односно бубњевите, тапаните, исто така и синтот, односно на некои делови е пијано, некаде различни синтесајзери, оркестрации, има виолини, тоа све јас правев. За разлика од тоа пак, мастерингот, односно главниот звук на албумот, ето така ќе го наречеме, она како финалната верзија на албумот го подготви Дамир Пух, кој што е исто така и мој драг колега во друг бенд, кој што се вика Station Innermost. Тој бенд кај што сме заедно и исто така Дамир Пух нас сними едно соло на една од песните кои што се наоѓаат во албумот, се работи за песната Remember. Има и видеозапис за таа песна, кој што сака може да го погледне на мојот YouTube канал. За разлика од тоа, Славко Ѓоргиев отсвири саксофон соло на една од песните и даде еден различен шмек така на албумов, бидејќи гитарџиски албум е во базата и саксофон соло навистина дојде некако уникатно, едноставно на различна насока го однесе целиот албум. Потоа Пелум Керими, кој што исто така истакнат гитарист во таа сфера на гитаристи, дефинитивно супер гитарист, тој си отсвири свое соло на Timelapse песната и Виктор Захариев исто така ми гостуваше на Multifaceted песната. И исто така морам да напоменам мојата сестра, која што е се уште помала, но дефинитивно има супер глас, го дополни албумот, односно финалниот слој го додаде, низ целиот албум ја има со нејзиниот вокал, како како некои текстури, како некои леери, ето така и сето тоа добро спакувано излегло на крајот. Стефан, споменавме дека 2 години чинам, така траела подготовката. Имаше ли поддршка во овој процес, нели во домашно, пред да влеземе во студиото во неформален разговор, спомена дека во домашно студио се снимал целиот албум. Апсолутно се во домашно. Тешко ли беше да се изведе сето ова? Па тешко, поише би кажа, да, долго траен процес, дефинитивно, не е најлесен, но едноставно ми беше преголемо задоволство и ниеден момент не можам да кажам дека ми беше тешко, бидејќи стварно апсолутно уживав во целиот процес, од почеток до крај. Јас велам на музичарите и на спортистите им е најлесно, затоа што заработуваат, професија им е тоа што им е и хоби всушност. Така, дефинитивно, тоа што го сакаат. Ме интересира, ајде да почнеме со ред. Ова се многу инструменти кои што ги наброја, акустична гитара, електрична гитара, ајде, ако знаеш акустична, малте не знаеш и електрична како звучи. Меѓутоа бас гитарата, бубњевите, клавиатурите, за тоа е потребен дефинитивно слух. Како почна ти со музика? Епа вака, значи морам да напоменам дека во мојот дом, уште од моја 2-3 годишна возраст, константно биле пуштени концертни снимки, изведби од големи бендови, големи имиња, Toto, Whitesnake, Deep Purple и многу различни бендови. И тоа некако тоа е влијанието од дома, а? Да, дефинитивно, тоа пред се, а потоа што на 7 годишна моја возраст, татко ми кој што свири гитара како хоби, пред се, он е стоматолог по професија инаку, но свири гитара од хоби и тој ме насочи, односно ми кажа, седна и вика, дај види некои акорди, еве ги основните техники, може ќе ти се свига. Зашто да не? И од таму, од кога го фатив инструментот во рака, едноставно знаев дека тоа е тоа што сакам да го правам во животот. И од таму, значи, моја 7 годишна возраст, нормално не си го сватив на почетокот пресериозно, односно не мислев дека ќе го правам ова како професија, нема да ми биде професија. И со текот на времето, едноставно средно школа се запишев во гимназија, но проложив музиката нонстоп, ми беше огромна инспирација, секогаш наоѓав таму и секогаш извојував простор и време за да искреирам нешто, да. И кои се првите рифови кои што ги пробуваш на гитара? Така. Значи пред се Тото Росана, таа ми е првата песна која што ја научив од почеток до крај. Подоцна почнав да учам многу од гитаристи, Стив Vai, Джо Сатриани, сите нивни солажи. Едноставно почнав да станувам опседнат со нивната музика. Некој најмногу што ти извлија и во цел тој процес? Дефинитивно Џон Петручи се вика. Тоа е значи гитарист на бендот Dream Theater, кој што е инаку прогресив метал бенд. И до тој момент, додека не го запознав Џон Петручи како гитарист, додека не го видов, јас не бев
убеден дека ќе се бавам со музика на професионално ниво, но во тој момент кога видов видео од него и реков ова мора да го пробам во животот. Дали можеби ете неговото влијание ти беше на некој начин можеби несвесно пресудно за конкретно прогресив рок метал? Што тебе најмногу те привлече во овој жанр или тоа си дојде спонтано? Едноставно од секогаш сум сакал добар предизвик. Баш нешто што треба работа, што треба време да одвоиш, но кога ќе го постигнеш, едноставно е прекрасно. Чувството е неверојатно навистина. И токму тоа го нуди овој жанр, прогресив рок, и затоа многу го засакав жанров, бидејќи за едно парче музика во тој жанр да се отсвири, навистина е потребно пред се виртуозност, после тоа огромно познавање на самиот инструмент и музиката во глобалот. И така што дефинитивно треба многу сати да се посветат за некое парче да се отсвири како што треба. И поготово овој жанр нормално секој може да седне дома да го научи инструментот и да го отсвири парчето, но за да го отсвириш исто во ова во живо со бенд кој што те прати, треба заедно да соработувате, тоа е навистина работа на наредно ниво. Најва како те прашам, можеш ли да ми го опишеш чувството кое што го имаш при звукот на гитарата? Тоа е едно од најтешките прашања. Можам да кажам дека едноставно гитарата сама по себе е универзум. Ете, малку филозофски, али дефинитивно... Слободно изрази се. Да. Значи... Ја слушаш и што е она што Значи, ти константно има нешто што зборува, што едноставно те тера цело време повеќе и повеќе да дознаеш. И едноставно е извор што не престанува, бидејќи со секое ново ривче, со секое ново соло научено, дознаеш уште милион нови работи, не само за гитарата, него и за музиката. Музиката е огромна сфера. И едноставно, кога ќе се навлечеш веќе на тоа, нема враќање, односно константно сакаш да учиш нови работи, да се надоградуваш, така да тоа е. Од домашните виртуози, кои се оние кои што можеби ги слушаш, можеби се огледуваш, можеби сакаш да бидеш еден ден? Пред се морам да го издвојам Владко Стефановски, кој што без сомнеш е дефинитивно иконата за било кој гитарист. Не само во овие простори, него и општо на глобално ниво. И дефинитивно Дамјан Печиновски, кој што ја однесе барем за овие простори, ако не и светски, ја однесе гитарата на едно наредно ниво, така да тие двајца би ги истакнал, а инаку има многу млади гитаристи кои што не се толку истакнати од медиумите, но дефинитивно ги има во огромен број. Го спомнав, ми гостува на албумот Пелум Керими, исто така извонреден гитарист, Дамир Пух исто така. Значи дефинитивно има огромна бројка на гитаристи. Младите гитаристи или уметници, често го поставувам ова прашање на млади ликови како тебе, спомена поддршката, сметаш ли дека треба малку поактивно, без разлика дали медиумите или надлежните, или бидејќи де факто во Македонија има многу млади таленти, ти си еден од доказите за тоа, треба ли да имаат младите поголема поддршка на било каков начин? Јас сметам дека дефинитивно треба да има и е многу неопходно за да некои што не си ја сваќа толку сериозно работата, односно не несериозно, него што не верува толку во себе, со некаков поттик би дошло до израз и би поттикнал на уште поубави работи да креира. И тоа важи и за поголемите бендови или креатори, артисти кои што дефинитивно има недостаток од медиумска и општо генерално поддршка за некои уникатни парчиња на музика што не е клише и што не е влегува. И себе изразување, начин на себе изразување примарно. Да го оставиме Владко Стефановски за момент на страна, несомнено најголемиот виртуоз кој што излегол од Македонија, Дамјан Печиновски, кој што ми се чини не е доволно валоризиран во Македонија и покрај сите надпревари, онлайн надпревари на кои што има победено. Што е она што ти сам, ова е доволно амбициозно еден албум во кој што речиси целата музика е од твоите раце, сакаш да го постигнеш? Многу е, значи тоа константно ќе се менува и со текот на времето кај секој артист се менува, но дефинитивно пред себе сакал да сум среќен едноставно со тоа што го правам, иако звучи многу така људски да не речам, него пред се има артисти кои што се препознати
и ете икони кои што се препознати, но едноставно не се среќни сами од себе и од животот кој што го живеат. Така да пред се дефинитивно сакам да сум среќен и да го сакам да продолжам да го сакам тоа што го правам и нормално ќе продолжам да креирам дела, па ќе видиме каде ќе ме носи патот. А би менувал жанрови? Да, Дефинитивно. и би се надоврзала дали би експериментирал можеби во иднина. Дефинитивно тоа е отворена врата, бидејќи нормално секој артист како еволуира со текот на времето, сака да осознава нови работи, зашто да не отворен сум на било каков жанр. А би Така го да, променил инструментот? Тоа тешко прашање, не ми се верува. За сега говорам. Да, со оглед на тоа со кукава љубов збори за гитарата и се она што го правиш. Тешко, но никогаш не се знае. Да, ние треба полека да го привршуваме овој разговор. Имаш прашања за крај или? Не, јас само знам дека овие цедиња барем едно ќе има и за мене. Апсолутно. Така. Ќе остане. Имаме секако, имаме и понатаму во текот на денот телефонот може да е отворен, јана ќе се согласиме, па Да. ова CD заслужува да се најде ке некој друг Дефинитивно. кој што ќе даде барем со тоа што го слуша Стефан една поддршка за она што самиот го прави. Ние ти благодариме за гостувањето во 1 ТВ. Ни беше дали имаме пред крај гледач? Да, добар ден, повелате. Добар ден, Јана и Владко, добар ден. Добар ден. Да, повелате. Доста се вклучи во програмата, ама кратко нешто само го видов вашиот млад уметник. Добро. Сакам да му посакам се најдобро. Фала ви многу. И не го слушнав само крајот, практично она што не може да го смени инструментот, што ќе продолжи во работата, да му посакам успех. Да, Фала ви многу. Вашата програма секој ден сум со вас и ние ви благодариме. Ќе оставите податоци, еве ќе си добиете и еден ваков примерок што го подарува Стефан. Добро. Да, и ви благодариме. Да, ви благодариме за вашето. благодарам, ви посакувам се најдобро. Исто. Ајде, Исто поздрав. и вам и убав ден. И така таман тргнавме да се одјавуваме. Еве супер, ќе имаат можност гледачката да ја слуша твојата музика, секако и ние. Да, Стефан, ние станува да ти посакаме многу успех во иднине и секако да се видиме повторно во отвореното студио со нови албуми. Обавезно, фала ви на вас што еве на поканава што извоите и време на вашата програма да поддржите нешто вако, така да се гледаме во наредна прилика. Така. А ние почитувани правиме кратка пауза, па се враќаме назад во студиото разговор со Дејан Андоновиќ и актуелните настани во регионот и во светот.